Поголем број лица кои се представуваа како граѓани на Ресен гласаа за градоначалник на општината Центар, на избирачкото место во поранешните простории на Фудбалската федерација. Речиси сите беа со лични карти и иста адреса во Скопје, но ретко кој од нив можеше да ја погоди улицата на која живее. Од кој дел на Центар доаѓате? Од Ресен. Зошто од Ресена тука гласат? Болен бев тука на болница. Кажете кој искористите ли вашето право на глас? Тоа што можеме да ми кога имаме дозвола, искористиме. Од кој дел на Центар доаѓате? Од Центар Маркс и Ѓорѓија. Го искористите ли правото на глас? Го искористиме. Од кој дел на Центар доаѓате? Не можам сега да кажам. Гласам. Од кој дел на Центар доаѓате? Од кој дел на Центар доаѓате? Центар, овде, Скопје. А вие? Од Општинската изборна комисија тврдат дека немало неправилности на ова гласачко место. Само информираат дека имало реакции од партиски наблюдувачи, кои тврделе дека група гласачи се од Пустец. Се беше во ред во препладневните часови. Во попладневните часови од страна на политичките представници на политичките партии имаше одредени забелешки за гласачи дојдени од страна. Значи, за тоа ќе видиме што ќе биде евидентирано во записниците на крајот од гласањето, ќе бидете најверојатно информирани. Поголема група жители на Пустец гласа и на избирачки места во домот на градежници. Еден од нив пред камерата на Телма призна дека е од Пустец, но покажа лична карта со адреса на живење во Центар, издадена само месец и половина пред првиот круг на изборите. Дали гласате? Гласаме. Од кој дел на Центар доаѓате? Димитриевски бе. Центар Димитриевски. Каде живеете? На која улица живеете во Центар? Ја бе пичите. Пречите тука е. Не пуле, јас не пуле. А скоро ви е издадена личната карта? Кога е дајанат? Кои проблеми очекувате да ги реши новиот градоначалник што ќе биде? Кои проблеми да ги реши? Што знам јас какој проблем да реши ние? Живееме од Пустец, ние сега живееме туа во Скопје. Кога живеете во Скопје? Од кога? Колку време живеете во Скопје? 2-3 години има. На почеток, на едно од избирачките места во Центар, каде гласаа жители на Пустец, полицијата не им дозволуваше на новинарските екипи да го снимаат гласањето. Не ги признаваше новинарските легитимации, иако екипите се уредно акредитирани во Државната изборна комисија. Почитувани гледачи, се одјавуваме накратко за 10-15 минути или половина час најмногу. Повторно ќе се вклучиме со нови информации. Се надевам, и конечни резултати со оглед на тоа дека сепак на овој втор круг се гласаше во помалку избирачки места и помалку општини и градови. Се гледаме.